istinski sistematski pregled. Ало? Ам не че правиме ороме? Шо? Се пишмани? Тебе султанката не те пуща, бе, Торко. Джо, я не можем сам да си направя моро. Тък, 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 тък. Ein Spritz. Zwei Spritz. Špriceraj. Fan se more naolo i laj do mene. Špricer da se napime od povardari. Матуранти и полуматуранти, во Бутик Inox пристигна специјална колекција за вашата вечер. Бутик Inox, Стара чаршија, Струмица. Iako čovek ima sreća, koga gasne sudbina. Da ima ko što nema, pa da kupam belko i da javam
шоу песничка. Добри ли сте? Супер. Здраво, иначе Слава здраво. Како ви име презиме, може да се представите овдека на нашите гледачи? Горан Атанасов. Ти си Горан Атанасов. Аз съм Васко Гогов. Ти си много поръснал. Да, бе. Капана Раснаме. по слави, тата мой. Си поръснал много, Точно. що е работата. Ядеш повече или? Спаняк. И това от консерва са. Я свири директно тази песна? Още? Не. Не са. Колко Да, беше време- едно време колко актуелна, време бая по-време- беше, ама сега нещо. Колко време Поминай по-време му. от тази песна Това беше пръв път да с- 95-та година. 95-та година. 95-та Значи, година. бая година. Значи няма Много потребна години. математика. Къде снимано това? В Intel телевизия. Уиндела снимаме, значи, интервюто и песната. Имаше интервю. Имаш интервю. Тия сликите от позадина. Сликите от позадина, много мислят, кайчето вика, лохрата, какво? Вика, ти детето вика, от охрата вика, на кайчето вика, човек. Снимани са ти кадри у Изола, на Ядранско море, в Словения, това. И така. Како ви се вика дуото? Инако да кажем, ево нашите гледачи, некови млади момчиња претежно свират по различни веселби и тоа најчесто во тие по-доцни часови, тогаш може да ги видите, затоа што се на повик, еве бројот ќе оди од некаде тука на екранот, може да го кажеме. По-надоле, така. Да, значи слободно може да им се јавите, некои се работи за името на дуото, има некој име? Име нема, значи... Име нема. Име нема. Така се викате, име нема. Име нема. Одлично. С много добър соработка. Да, екипичката се смета, луѓето не знаат, контактите ги имат, така имат потреба. Колко Да време се контактират. познавате? Вајца. Лично се познаваме, значи, много време. Бая. От тенеджерските свират, денове, от а кога почнахте професионално заедно соработваме функционирате? 3-4 години. Добре има, да. 3-4 години заедно свирите. Да. Само дуо или се додавате на некои други бендови, Претежно. каде што Види, е потребно, е, да кажем. претежно двоичката свира. Да. Двоицата, како приеми гитара. Ако има потреба, значи соработваме и со нашите колеги, да кажем, што исто така се свират исти стил на музика, акустичара се исто така. И спрема потребите и желбата на клиента, дай да ги кажем, нели така. Сакат да кажем да имат примче гитари и хармоника нещо, или плюсочна гитара и така натам, виолинка. И слично. Ме интересирало инструмент. Прим е ова, така? Прим, да. Откаде потекнала Прим? Па приема потекнала от нашите северни съседи, Хърватска, тай дел там. И Имаш нещо учено за този инструмент Не. или така чисто? не имам учено за него, аз, нали, Слично е со гитарата? не, въобще не е слично, како може да кажем, младежното с мандолинка не е слично. Ди малко да слушнем некој делче. Специфичен Хайде само инструмент. едно соло. Колко жици има? Ако ще можем да видим, има дали си това дупли жици? По две или? Първите две са дупли, после има значи, две по шодът сами, значи сол жички. Не е лесно за свирена, баш, нали? Како ти текна да бидеш свој инструмент? Значи, искрено на мен, значи, въобще не ми паднал на памет аз да свирам прим. Значи, Да. користам прилика да го поздравям нашия по-стар колега Васа Кончелиев. Негова идея беше тази заедно и со Манасигите Надимак, значи мариачите ще са они, групата ще свираме, Да. наш по-стар бе, заедно и со них ще соработваме. И како идеичка беше това. Моите други колеги са те гитари, знаеш, гитари. Да. Како еве горе. Да. Нивни предлог беше, вземи свири прим, вика. Да. Аз искам, че чуя това, знаеш, аз съм вид, мислам, не от тамбурашки състав. Имаш нещо музичко образование, затоа што еве работиш со музика или претежно музиката ти е како хоби или Съм посетувал секция, музичка секция, да кажем, мандолински оркестър. Там свиря гитара.
основна школа, Никола Вапцаров. И иначе, като почнах после от моите средношколски години да се занимавам с това, не ли, с тази тип на свирка, първо ми беше, значи, како нормално хоби, што после прераснало, значи си го свекаш малко по-сериозно, луѓето, защото викат, нели, на свирки, от тебе очекуват малко, знаеш, съзнава, нели, очекуват това, што он си го всяко да го разположи и така натаму, и почне да си сваки сериозна работа, прераснала професия. Затоа што овој човек е по-сериозен, затоа што има музичко образование. Себе респект. Имаш музичко теоретски. Музичар, теоретичар, педагог. Меѓутоа свириш на гитара. Не сум инструменталист, значи гитарата исто како може да кажа од хоби Наместо прерасна да предавате начин некаде на во некој професија. училиште, Значи не съм аз дипломиран гитарист, не съм учил гитара, мада учих средно 2 години како втори инструмент, али това беше чисто от шумора, не беше како първо от любов. И после прерасна малко така како хоби, па по-сериозно да се занимаваме и се среднаваме после неко време со него, па уште почетните тенижерски години бееме така во некои рок води некои, па праваме некои пробички, вежбаме. И уште тогава, значи, отдамна така се занимаваме и со гитари и со... значи постоите како дуо, заедно свирите на различни веселби. Па тие различни веселби претежно се во подоцни часови и има многу луѓе под голема количина алкохол и се случуваат различни анекдоти. Па дали може нешто да ни кажете, некоја интересна случка, нешто што ви се има случено? Интересна случка, може да... Па да, защо да не? Не е нещо, мада, защото нисам издейца. Али се случи една вечер свираме с едни исто така наши приятели. Малцето не по-доцните часове, веќе починава утрински часове да стануват. И това чувство беше малко така посебно, ще го после от место да ще свираме, да кажем кафаната, на главния организатор му беше желба да одаме дома да правим серенада, да кажем. И това чувство беше интересно, защото за непълни 2 минути, значи около нас имаше един куп возила, автомобили и си ти застана и буквално беше блокирана цялата улица. Как някаква манифестация, да. Да, гледа, баш как нещо интересно. И сите имаше аплауз после това и така нататък. Беше интересно. Почнете со Gypsy Magic. Дали това значи дека свирите таков вид на музика или имате секов стил? Значи, починаваме со Gypsy Song. Ке завършим с една друга, що е малко спортивна паралела от това. Gypsy Magic е филмот. Gypsy Magic е филмот, Gypsy Song е песната. Некои вика ти шутки топане. Кой как сака. Не, и така не е грешка. Няма значение. Добро. Немате нещо ваше авторско да ви праша веки постоите 4-5 години заедно? Немате некоя желба, некоя преработка да направите некоя наша народна песна, некој наш македонски евро? Сме имали идея, ама е така. Има идея, но нема време много беше. Защо нема време? Па не ли не работиш нищо? Не ли чекаш да те примат някой да видиш професор? Аз чекам да ме примат, ама не значи, че не работя нещо друго. Що работиш? Чекай да видим да не е някаква физическа работа. Не. Не. Домакинска. Домакинска работа. Значи сте размислували, меѓутоа немало време това да се реализира, како што време да идеички. Ве има некој повикано во некој негов албум да бидете на дополнување или си има тако нешто случно кога некој снима свирен? Да, исто така. Да. Снимате? Имате гостувано? Па, еве например за Горан Кукичи, поздрав до него и студио 202. Поздрав? Поздрав, да. Там сме били, мислам, како потреба от инструмент. Само ти го свириш това во Стромица или има и други луѓе? Па моментално само и аз. Само ти си? Да. Опа. И Стромица е по-широко. И по-широко. Освен во Стромица, каде имате настапувани други градови? Имате на нещо по-големо, некоја манифестација, нешто, еве некој хуманитарен настан и така натаму, нешто такво имате? Да, сме настапували, сме били поканени, значи, пак ќе кажем, од нашите колеги, организатори, што бе тогава за хуманитарните концерти, Будова на културата што се одржува, исто беме... Со некој ансамбл или? Не, усклоп со
јас, например, со групата Јупитер, нели? Да, добро. Абе, повеќе луѓе беме, нели? Направиме една целина, да. пак едно заеднички проект, настапува и други бендове, нели? Да. Мислам, други групи, како една целина за да придонесеме сите, нели? Повеќе за по-добро да излезе на крај. Јас ви посакувам многу успех, се надевам дека ќе се предомисти, ќе најдете време да направите нешто авторско или нешто да преработите во ваш стил, да биде поразлично. Мислам дека може да го направите тоа, па наредниот пат кој ќе дојде тук ќе имаме нешто промоција на албум и така натаму. Еве, тоа е тоа од мене. Се надевам дека повтор ќе се видиме на тој шанк во друго светло. Да. Зашто не? А и вие ќе бидете во друго нормално облечени, значи во различно. И различни инструменти може. Може па и да. Ајде да слушнем што ќе освирите за крај. Не живи без нje, jer u ljubavi sačuvanju, vjeruj u ljubav, u dobru i zlu, vjeruj u ljubavi sačuvanju, vjeruj daj mi svoju ruku sad, neka ljubav veže nas. Daj mi svoju ruku sad, kao vjedak cvijet. Daj mi svoju ruku sad, prava ljubav je uz nas. Nek nas vodi u sretni svijet. Ne živi bez nje, vjeruj u ljubav i sačuvanju, vjeruj u ljubav, u dobru i zlu, vjeruj u ljubav i sačuvanju, vjeruj. Daj mi svoju ruku sad, neka